Еве што ќе гледате во новото издание на Digi+. Италија воведува строги правила за инфлуенсерите. А ние, Ели Пешева, маркетинг експерт од New Moment, ја прашуваме има ли Македонија вистински инфлуенсери. Познат YouTube блогер направи PlayStation 5 во вид на таблет. Ке се задржиме на новата игра која што за само 5 дена беше продадена во 3 милиони примероци. Ја критикуваат дека наликува на Покемон, а деталите се разбира во нашето ново издание. Добро дојдовте во новото издание на Digi+. И денеска, бога ми за вас, 30 на минути, веруваме дека ќе го задржиме вниманието затоа што имаме подготвено на вистина интересни информации со се она што е актуелно во дигиталниот свет. Сместете се добро, останете и понатаму на Телма и изгледајте не до самиот крај. Во денешното издание на самиот старт ќе се занимаваме со инфлуенсерите. Поточно ќе ви појасниме што се инфлуенсери за оние кои што можеби не знаете, а се разбира ќе зборуваме и за новите правила кои што Италија ги воведе, строги правила за инфлуенсерите. Поттикнати од сето тоа, ќе зборуваме и со нашиот маркетинг експерт од New Moment, се работи за Ели Пешева, која што во живо се разбира ќе ни каже малку повеќе за македонските инфлуенсери. Има ли Македонија добри инфлуенсери? Ќе дознаеме во продолжение. Инфлуенсери се луѓе кои се почитувани, гледани и слушани во некоја специфична индустрија од голема публика. Тие се категоризираат според нивната способност да влијаат на мислењата на нивните слушатели. На социјалните мрежи, инфлуенсерите може да помогнат еден продукт, пост или ивент да биде добро прифатен од голема публика. Во маркетинг трендовите последниве неколку години, инфлуенсерите се дефинитивно еден аспект на кој сите компании, најмногу e-commerce бизнисите, треба да обрнат внимание. Според истражувањето на Нилсон, околу 92% од потрошувачите веруваат на препораки од пријатели и фамилијата, повеќе од било кој друг медиум на рекламирање. Како што маркетингот се менува и купувачите пософистицирано размислуваат, се помалку им веруваат на застарените рекламирање на одредени продукти. Напротив, тие сакаат да слушаат за персонализирани искуства и доколку се пронајдат во некоја таква приказна, тие стануваат купувачи. Убавината на инфлуенсер маркетингот е тоа што има голем простор за креативност и не ги следи традиционалните правила на веќе застарани аспекти на маркетинг. Па затоа корисниците добиваат персонализирано мислење околу некој продукт и многу полесно стануваат потенцијални купувачи. Големата предност кај инфлуенсерите е тоа што можат да помогнат во градење на бренд за многу кратко време и значително помал трошок. Додека порано требало многу повеќе време како и буџет за еден бренд да се развие и купувачите да стекнат доверба во истиот. Но како најзначителна бенефиција од инфлуенсерите е тоа што тие имаат огромен круг на пријатели и следбеници, па голема е веројатноста повеќе луѓе да разговараат околу брендот и да го шеруваат. Сето ова доведува до голем раст на овој вид на маркетинг. За тоа каква е ситуацијата со инфлуенсерите во Македонија, ја прашуваме Ели Пешева, маркетинг експерт од New Moment. Па Ели, здраво и ти благодарам што одвои време за да зборуваш за Digi+. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Оно што прво сакам да те прашам е, имаме ли во Македонија вистински инфлуенсери? Од моето искуство, значи во агенцијата можам да кажам дека има. Има и се повеќе и за сега можам да кажам дека има и се попрофесионални, значи има навистина одреден број на луѓе кои што многу сериозно си ја сваќаат оваа работа и си градат професија околу нејза, што нас во маркетинг индустријата ни ја олеснува работата, бидејќи каналите на комуникација во оваа последнава деценија драматично се менуваат и преминува таа комуникација од традиционалните кон дигиталните, односно новите медиуми, се користат новите технологии. Ние уште на времето не фаќаше паника кога ќе кажавме дека секој човек може да стане новинар, сега буквално секој човек може да пренесе порака, зависи колку добро знае тоа да го искомуницира и колку добро знае тоа да го спакува. Голем дел од инфлуенсерите, значи кои што не работат само на своја рака, значи кои што веќе се етаблирани, работат со сериозни компании, значи големи компании и домашни, локални, но и меѓународни компании, и тука веќе има одреден бренд бук кој што мора да се почитува, се потписуваат договори кои што мора да се следат по точки.
Сега да, значи има и секогаш имаме и амбициозни индивидуалци кои што гледајќи од примерот на светските звезди, на светските инфлуенсери, па и од тоа како живеат и колку заработуваат веќе инфлуенсерите во Македонија, прават похрабри чекори да се издвојат од тоа мноштво, но секако можам да кажам дека да, се работи многу попрофесионално во споредба со периодот од пред неколку години. И веќе како агенција, како компании, мислам дека може да се издвојат барем 100 луѓе со кои што може во различни сегменти да се работи, во различни возрастни категории, во различни сфери на интерес, можеби се и повеќе, сега зависи нели за каков тип на бренд и за каков тип на рекламирање станува збор. Колку во Македонија се следи трендот за маркетинг кампањи преку инфлуенсери? Па се повеќе. Сега бидејќи сме на почеток на нова година, точно може да се направи на нова календарска година, нели? Точно може да се направи една компарација во однос на буџетите кои што компаниите ги одвојуваат за оној традиционален маркетинг и овој кој што е нов, односно дигитален маркетинг. Можам со сигурност да кажам дека процентот се зголемува, значи од буџетот кој што се одвојува кон тоа онлайн огласување, односно користење на лица кои што ќе бидат заштитни лица на брендот или просто на социјалните мрежи ќе ги промовираат производите. Но претпоставувам дека ти е јасно дека тоа значи дека штом се зголемува овој процент на нели нов начин на рекламирање и промовирање, дека се намалува оној традиционалниот, што оди на штета на традиционалните медиуми, кои што морам да кажам се единствено регулирани како медиуми во нашата држава и сега тоа ни отвара едно подрачје, една сфера на потенцијални проблеми кои што треба да ги претпоставам да ги решаваме како држава во иднина. Италијанските инфлуенсери и другите создавачи на содржини на социјалните мрежи наскоро би можеле да бидат обврзани со истите правила како и традиционалните медиуми кога објавуваат содржина на интернет. Активностите на инфлуенсерот ќе ги следи Италијанската агенција за комуникации, јавува BBC. Правилата првично ќе важат за инфлуенсери со повеќе од 1 милион следбеници. Дивиот запад на инфлуенсери заврши, рече шефот на агенцијата Джакомо Ласорела. Почнуваме со големите, но и другите ќе мора да се прилагодат, изјави тој за весникот Ла Република. Кои се правилата? Популарните инфлуенсери ќе се соочат со високи казни доколку не успеат јасно да ги означат соработките со брендови или да ги откријат своите комерцијални интереси. Предложените упатства исто така имаат за цел да ги заштитат децата со нов сет на регулативи кои вклучуваат строги казни за влијателите кои не ги рекламираат правилно соработките на нивните брендови и сопствените комерцијални интереси со казни од 250.000 евра. Агенцијата во соопштението рече дека нејзините мерки ќе се однесуваат на комерцијалната комуникација и заштитата на основните права на луѓето, малолетниците и спортските вредности. Минатата недела италијанската полиција објави дека ќе биде покрената официјална истрага против Ферали за измама во врска со случајот со божикната торта. Минатата година во другите европски земји беа воведени построги правила за инфлуенсерите. Во јуни Франција донесе закон според кој инфлуенсерите би можеле да се соочат со затворска казна доколку се открие дека ги прекршиле новите регулативи за рекламирање. Ова беше прв пат работата на инфлуенсер да биде законски дефинирана во Европа. Во октомври Европската комисија објави дека ќе го зголеми надзорот врз деловните практики и активностите на влијателните, наведувајќи дека креаторите на дигитални содржини ќе мора да ги следат фер комерцијалните практики, а нивните следбеници имаат право на транспарентни и веродостојни информации. Потикнати од себе ова, Ели, кој е твоето размислување? Како можеме да воведеме и треба ли да воведеме конечно ред во интернет маркетингот и во рекламирањето преку инфлуенсери? Да се направи некаков ценовник, некаква регулатива? Апсолутно дека ни треба регулатива, но ние со нашата регулатива многу доцниме, бидејќи кај нас и порталите ја немаат официјално функцијата на мас медиуми, иако во својата содржина тие пренесуваат и аудио и визуелни компоненти, значи она што го прават и традиционалните медиуми, значи ние не сме стигнале во фаза да ги регулираме порталите, а дополнително сега треба да влеземе во фаза да ги регулираме и присуството на инфлуенсерите на социјалните мрежи, со тоа и самите социјални мрежи, што за нас како држава претпоставувам дека ќе биде многу комплицирано и тешко, бидејќи касниме со легислативата во сегментот на онлайн регулирање на адвертајзингот. Италија ја искористи Кјара Ферани како пример
за да им одржи лекција на сите други кои што сакаат да видат како не изгледа. Значи во овој сегмент јас колку што ми е познато италијанскиот закон ќе ги во регулацијата ќе ги опфати оние кои што имаат над 1 милион следбеници на социјалните мрежи. Италија е голема држава и многу од нив имаат ќе постигнат таа бројка, меѓутоа ќе влезат во многу сериозна легислатива. Законот е многу rigorозен, казните се огромни, исто така и Франција го има веќе усвоено тој закон. Во Франција казните се движат од 250.000 евра па до казна затвор до 2 години, што навистина е една сериозна работа, да се помисли и човек и компанија, нели на кој начин ги пренесува содржините, како ги пласира, каков тип на порака пренесува, особено се однесува на оние кампањи кои што во себе содржат компонента на донација. Бидејќи примерот на Кјара Ферани беше токму од тој сегмент, но пак ќе кажам, кај нас тоа ќе оди многу тешко. Што се однесува до воведување на ценовници, тоа е речиси невозможно, бидејќи никако не постои начин на кој што ќе ги ставите сумите кои што некој инфлуенсер ги бара или сака да ги заработи или може да ви ги постигне или како компанија да ви направи враќање на инвестицијата или return of investment. Просто тоа е понуда и побарувачка, тоа го диктира пазарот и не може никако да биде ограничено со некакви ценовници. Што од друга страна пак традиционалните медиуми ги става во една ситуација да се запрашаат како ќе се справуваат во иднина со овој тип на конкуренција, бидејќи регулирана или нерегулирана, таа сепак директно влијае и на кредибилитетот, значи на луѓето кои што ги гледаме на телевизиските екрани, на радио каналите, кои што ги читаме во печатените медиуми, содржината која што се пласира, начинот на кој што се пласира во споредба со ова се друго што се пласира онлайн. Ние како агенција константно следиме, нели ги следиме новите трендови и пост-ковид периодот кажува дека и фокусот на внимание кај гледачите, кај конзументите, да кажам, не се само гледачи, е драматично намален и дека пред ковид периодот тој изнесувал околу 12 секунди, дека нели во тие 12 секунди можете да ве видат како изгледате, да ви го слушнат гласот, бојата на гласот, дали сте симпатични, не сте симпатични, каков е тонот, која е темата. Значи во 12 секунди веќе нешто може да некаков впечаток оставите. Сега тој фокус е намален на 3 секунди. Знаете и сами прстите како ни летаат низ екраните. Во 3 секунди, значи имате само 3 секунди, што е прилично ригорозна конкуренција која што ќе треба да се следи и на која што ќе треба да и се излезе по пресвет, нели, да се излезе на пазар. Традиционалните спротивно на новите медиуми, односно професијата на новинар со професијата на инфлуенсери, ќе се судрат ли, ќе се поклопат ли во одредени сегменти. Да не забораваме дека она што најмногу продава и тоа што најмногу поминува кај обичниот човек, кај конзументот е кредибилитетот на новинарот, кредибилитетот на водителите, кредибилитетот на инфлуенсерите. Значи тоа се гради многу внимателно и токму затоа себе и Кјара Ферани и незиниот тим се во една сериозна борба за спасување на незиниот имидж. Значи таа има веќе ангажирано спин доктори, PR мајстори кои што треба да ја извлечат од сето тоа, бидејќи казната која што ја добива финансиски е многу голема, но штетата по имиджот е ненадомислива, веќе и компаниите кои што досега работеле со незе полека се повлекуваат. Значи живееме во еден период на cancel culture, нели, на култура во која што многу лесно некој може да падне во немилост и тоа е како лавина, просто колку што ги има своите бенефити на брза заработувачка, на лесно производство на видеоматеријали, на лесно производство на содржини, на полесен пристап до голем број на конзументи, толку ги има и своите негативни точки. Искрено, како тоа ќе го регулираме, ако не сме почнале да ги регулираме онлайн медиумите, нешто што сме требале да го направиме пред 20 години, имам дилема околу квалитетот на таа регулатива, освен ако навистина сериозно како заедница, како држава не сватиме дека допрва ќе ги чувствуваме и последиците од погрешното информирање, од наведување на јавноста и слично.
Убаво е да ги следиме светските трендови и да чуеме дека и Македонија има квалитетни инфлуенсери. Но дека треба да постои регулатива во интернет маркетингот, во тоа сме согласни сите. А во продолжение за уште еден млад човек кој што се надеваме дека со ова што го направи и презентираше на својот влог нема да направи голема штета, туку сета оваа идеја ќе биде за доброто и развивањето на новото издание на PlayStation. Поточно, овој влогер се пофали во свое видео како прави од конзола PlayStation таблет варијанта. Чудно, но вистинито. Ќе се уверите сега. Despite the popularity of portable games consoles, PlayStation 5 Tablet Edition е најновата креација на влогерот Deepax, кој прилично успешно му контрира на неодамно представениот PlayStation портал. Откако Sony ја најави својата нова преносна конзола PlayStation портал, многумина останаа разочарени кога видоа дека не е баш онаква каква што ја очекуваа. Да подсетиме, станува збор за уред, чија примерна цел е стриминг на игри од конзолата, што во превод значи дека за незиното користење мора да имате купен PlayStation 5 и активна брза Wi-Fi мрежа. Но јутјуберот кој стои зад каналот Deepax излезе со неверојатно решение. Тој го расклопи PlayStation 5, ги зема најважните компоненти и направи преносна конзола што ја нарекува PlayStation 5 Tablet Edition. Trimming all this down to a size that can consider a lot of space, but one action over to it in this config processor as is. You see, as the PS5's processor generates order, as the surface area intended to be in contact with the heat pipes is for the heatsink, we're almost ready to test these new fans along one edge. They blow air under a busted laptop. Тој ги поврзал сите овие компоненти на 4K OLED екран и го снимил целиот процес на склопување во видео кое што има над 2 милиони прегледи. Како од компанијата Sony ќе реагираат по ова видео се уште не знаеме, но дека идејата е навистина оригинална, која дефинитивно ќе промени нешто во следните идејни решенија на конзолите, во тоа сме сигурни. The concepts that we've learnt in this video are actually going to be applied to my next project, which will be something that's very not visible. Now, if you're familiar with the channel, you'll know exactly what I'm talking about, but if you're not, make sure you're subscribed because you don't want to miss it. Верувам дека сте воодушевени и изненадени од она што го направи ова момче од конзолата PlayStation 5. А во продолжение ќе зборуваме за играта која што за само 3 дена направи ршум со продажба од 5 милиони примероци. За која игра станува збор и деталите ги имаме по кратката пауза со реклами. Еве не назад, го следите новото издание на Digi Plus, како и секоја недела во нашиот редовен термин. Следете ни на нашиот YouTube канал, доколку нешто сте пропуштиле, а не имате и на TikTok и на Instagram Digi TV MK. Да продолжиме со оно што ви го должиме за ова 10-то издание на Digi Plus, се разбира да ви презентираме една игра, доколку сте геймери или доколку сакате да истражувате што се однесува до игрите, дефинитивно ќе треба да се задржите на играта која што после само 3 дена од појавувањето и промоцијата успеа да биде хит и да биде продадена во 5 милиони примероци. Што го привлече вниманието кај геймерите и конкретно се разбира како успеа оваа игра за толку краток период да биде популарна, ќе го знаеме сега. Творците на онлайн играта за повеќе играчи, која е наречена Pokemon with Guns, велат дека е продадена во 5 милиони примероци за 3 дена, пишува BBC. Palworld на јапонската компанија Pocket Pair постигнува успех преку ноќ. Лансирана е во петокот, а поради големата популарност играчите повремено се мачеле со пријавувањето поради преоптеретеноста. Palworld е опишана како игра за собирање на чудовишта со повеќе играчи со елементи на преживување во опасен свет.
Играчите познати како Paltamers патуваат по големиот пейзаж, борејќи се со човекови непријатели и чудовиштата познати како Pals, кои може да се фатат и регрутираат. Чудовиштата можат или да бидат заедно со играчот во борбата, или можат да бидат работници во базата, изработувајќи резерви и предмети за користење на терен. На својот пик играта пријавила речиси 1,3 милиони истовремени играчи преку стрим, а тимот кој стои зад неа морал да одржи итен состанок за да го реши проблемот со пријавувањето. Играта наишла и на критики. Имено ја критикувале програмерите дека го купила дизајнот на Покемон, но сличноста била забележена и со останати игри. Творците на играта негираат дека Покемон им бил инспирација. Меѓутоа, фалена и поради својата графика и многу позитивната оценка од корисниците на стрим, на основа на 40.000 рецензии. Еве идеја што можете да правите во остатокот на викендот. Пробајте оваа игра, па можете и да ни ја прокоментирате. А сите сугестии и се она што имате да го споделите со нас, можете нормално преку социјалните мрежи, не имате на Instagram, на TikTok, а во целост нашите емисии ќе ги најдете и на нашиот YouTube канал DigiTV МК. И се видиме и следната недела. Ви подготвуваме исто така интересни содржини, се со цел да го задржиме вашето внимание и нормално заедно да бидеме дел од сите оние информации и актуелности, трендови во дигиталниот свет. До следната недела. Поздрав!